кои немаат крај. Значи сигналите од сите членки на Европската унија, барем од оние покрупните и со помалите сме разговарале, од кои што имаме поддршка од Вишеградската група, некои други земји од поранешна Југославија и така натаму, се дека и од Германија и отворено дека тие не поддржуваат билатерални прашања, особено од ваков карактер да бидат пречка. Но токму тука е проблемот. Ако во преговарачката рамка веќе имате можност на Бугарија да ја остави таков простор за вето, вие морате тоа да го разјасните. И тоа е напорот што сега го правиме. И ние сакаме и бугарската страна да дојде до нивото да декларира дека нема да бидат пречка за вето другите прашања кои што се надвор од уставните измени. Туку ќе бидат едноставно можност за натамошен диалог, можност за историската комисија може долги години да расправа за некои прашања, некои други преземени обврски во протоколите, исто така не може да се ограничуваат временски. Да, можеби досега сме биле Димитровски сведоци на булдожер дипломатијата и можеби и во овој случај Европа ќе смогне сили да употреби една таква формулација. Еве, јас го слушам господинот Радев, кој што постојано вели дека треба уставните земји за Македонија да тргне за да ги почне преговорите. Да, да ги почне, но ние сакаме и да ги продолжиме. Дали тоа значи дека и другите прашања? Да, може на секој момент да... Дали другите прашања исто така ќе бидат поставувани рокови? Сега ги усвоивте уставните измени, дајте сега за 6 месеци мора да заврши 19-тиот век од работата на историската комисија. Да, протоколи какви што подпишувал господинот предходниот министер за надворешни работи. Историската комисија